Добродојдовте во овој сеопфатен туторијал за Hiksun Speed Design и Hiksun Speed Production. Во овој туторијал ќе ги опфатиме сите функции што ги нуди софтверот, како и целиот процес на дизајнирање и оптимизирање на нашиот производ. Софтверот е поделен во два сегмента, каде што во првиот од нив, во Hiksun Speed Design, целосно го дизајнираме нашиот нацрт, а во Hiksun Speed Production го оптимизираме производствениот процес. Софтверите функционираат со USB токени, кои е потребно да бидат поврзани со компјутерот пред да го стартуваме софтверот. Speed Design и Speed Production имаат посебни токени без кои нема да функционираат и нема да генерираат нацрти и фајлови. Откако ќе потврдиме дека токените се поврзани, можеме да го стартуваме Hiksun Speed Design. Hiksun софтверите исто така бараат интернет конекција за да функционираат како што треба, и потребно е да се осигураме дека сме поврзани и да ги внесеме корисничкото име и лозинка за да се логираме со нашиот токен. По вчитувањето не пречекува неговиот главен кориснички интерфејс. За да започнеме со дизајнот на нашиот производ, потребно е да ја подготвиме датабазата со материјали и да се осигураме дека сите типови на материјали кои планираме да бидат искористени во дизајнот се веќе додадени во датабазата. Тоа го правиме со кликнување на опцијата Material Manage, која се наоѓа во подполето Basic Data. По кликнување се отвара ново прозорче именувано Material, во кое имаме листа од сите достапни материјали. За софтверот успешно да го изгенерира дизајнот, мора да бидеме сигурни дека информациите во полињата Name, Color и Tick или Thickness се точни и валидни. Овие вредности ќе бидат важни подоцна во процесот на експортирање и подесувањата во Hiksun Speed Production. И заради тоа мора да се осигураме дека секој назив е идентично именуван и во двата софтвери, а тоа вклучува големи или мали букви. Доколку материјалот со кој ќе работиме го нема во листата со материјали, потребно е да го додадеме со тоа што ќе ги внесеме сите негови параметри во горните полиња и откако ќе се осигураме дека сите вредности се адекватни, притискаме на копчето Add. Со ова софтверот го додава новиот материјал во листата. Откако ќе потврдиме дека сите материјали се додадени, кликнуваме на X копчето за да ги сочуваме промените. Следно, се враќаме во подполето Start и кликнуваме на New Order. По кликнувањето се отвара прозорец Order Information, во кој ги внесуваме сите потребни детали за оваа нарачка или дизајн. Почнуваме со внесување на името и бројот на нарачката, а потоа ги потполнуваме и останатите информации, како Dealer Name, Order Date, Delivery Date и Customer Information. Потоа треба да ги избереме сите материјали што ќе ги користиме во дизајнот, а тоа го правиме во делот Material Information, кој се наоѓа во долниот дел од прозорецот Order Information. Ако два пати кликнеме на празното поле Material Name, се отвара прозорец Material со листата од материјали што претходно ги внесовме во Basic Data Material Manage. За избор на материјалите го штиклираме белото квадратче во колоната Select. Јас ќе ги селектирам и верките со дебелина од 18 и 6 мм и потоа кликнуваме на ОК копчето. Главната конструкција на елементите ќе биде изработена со 18 мм плоча, а 6 мм ќе ја искористам како замена за лесонит на задниот дел од елементите. Со ова, избраните материјали се додаваат во нарачката и следниот чекор е да потврдиме со притискање на ОК копчето, пошто софтверот не известува со прозорче System Tips дека нарачката е успешно креирана. Следно, можеме да започнеме со дизајнирање на елементите. Го кликнуваме копчето New Product во сегментот Start кој е лоциран во горниот лев агол на интерфејсот. По кликнувањето се отвара прозорец Create Product, во кој ги имаме сите потребни алатки и функции за дизајнирање на елементи. Почнуваме со копчето Blank Frame, кој отвара ново прозорче Add Component. Hiksun Speed Design креира празна рамка со зададени димензии, а ние треба да го исполниме просторот со елементи и да одредиме нивната позиција и ориентација. Во прозорецот Add Component го наоѓаме делот Parameter Information и во редот Param Value ги внесуваме димензиите на празната рамка. Во првото поле внесуваме ширина, во второто длабочина, а во третото висина за рамката.
Кога сме готови, кликнуваме на ОК копчето и софтверот ја генерира празната рамка, која, од која ќе ја селектираме, ќе биде означена со зелена боја. Следно треба да ги додадеме елементите. Левата, десната, горната и долната плоча. Софтверот има секција во горниот централен и горниот десен регион, каде што ги имаме сите видови на полици со сите типови за ориентација. Например, копчето H-plate е хоризонтална полица. MH-plate е модуларна хоризонтална полица која не е фиксирана и може да се премести на друго ниво, каде што претходно имаме додадено типли. T-plate е горна плоча, B-plate е долната плоча, V-plate е вертикална и L и R-plate се лева и десна плоча. За да ги имплементираме во дизајнот, потребно е да кликнеме на нив и софтверот ги прикачува автоматски. Почнуваме со додавање на левата и десната плоча преку копчињата L-plate и R-plate. Потоа ја додаваме горната плоча со копчето T-plate. А пред да ја прикачиме долната плоча, ќе искористиме функцијата Split Space за да го поделиме празниот простор на два сегмента. Кликнуваме на копчето Split Space и од менито ја избираме опцијата Top and Bottom. Оваа функција го дели празниот простор на сегменти. Можеме да избереме поделба од напред према назад, од горе надолу или од лево према десно и обратно. Кога ќе избереме опцијата Top and Bottom, добиваме пристап до опции за поделба на просторот од горе надоле. И во оваа секција можеме да одредиме маргини, офсети и од која точка ќе се изврши поделбата. За нашите потреби сакам долниот дел да биде висок од 80 мм. И затоа ќе изберам опцијата Bottom Margin, а во полето до неа внесувам 80 мм. Со кликнување на ОК копчето, рамката ќе биде поделена на горен и долен сегмент кои можам да ги селектирам индивидуално. Откако ја поделивме рамката, продолжуваме со додавање на елементите. Го селектирам горниот дел од празната рамка и кликнувам на B-plate копчето за додавање на долна хоризонтална плоча. И со тоа софтверот ја поставува во најдолниот регион од селектираната рамка. Софтверот го одредува редоследот на плочите и нивните спојни точки во зависност од редоследот по кој сме ги додале. И од таа причина, кога започнав со додавање на првите елементи, ги избрав левата и десната страна, а потоа прикачив и горната плоча. Ми преостанува да додадам тенка плоча во задниот дел на дизајнот. Хајксон ги користи само плочите кои претходно ги имаме додадено и селектирано од датабазата со материјали. И во нашиот случај ние имаме избрано 18 и 6 мм дебела иверка. За сите структурни плочи, софтверот ќе користи таблата со дебелина од 18 мм, а за задниот сегмент ќе искористи 6 мм плоча. Токму затоа имаме опција кога имплементираме задна плоча и можеме да избереме помеѓу Thick B-plate, со што софтверот ќе прикачи дебела 18 мм плоча во задниот сегмент, или може да избереме Thin B-plate или тенка задна плоча. И во овој случај софтверот ќе го изгенерира задниот елемент со 6 мм тенка плоча. За да добиеме поглед од друга страна на дизајнот, можеме да искористиме една од претходно поставените позиции за преглед, кои се наоѓаат во горниот десен регион од интерфејсот, во секцијата именувана View. Првата позиција е во стандардна ориентација, под нејзе е Front View или преглед од предна страна, следната опција е Back View или преглед од задната страна, а потоа имаме и опции за преглед од лева, од десна, од горна и од долна страна. Доколку сакаме слободно да ротираме низ цртежот, потребно е да избереме режим на ротирање и тоа може да го изведеме на два начина. Можем или да кликнеме на копчето Rotate, кое се наоѓа во горниот лев регион, или во празен простор да кликнеме со средниот клик на маусот или копчето за скролање и потоа повторно да кликнеме и да држиме во празниот простор со лев клик. Со ова можеме слободно да го ротираме дизајнот и се додека е активен овој режим на ротации, не можеме да ги селектираме другите елементи. И треба да се вратиме назад во стариот мод. Потоа продолжуваме со додавање на елементи во долниот дел од празниот простор, кој го создадовме преку Split Space. Во него сакам да додадам претходно дефиниран елемент од датабазата. Во нашиот случај потребен ни е еден од подпорните елементи. Прво ќе се осигурам дека празната рамка е селектирана
и ќе го имплементирам елементот од датабазата. Датабазата може да ја најдеме на десната страна од интерфејсот и во нејзи има огромен број на различни елементи, како што се фиоки, вратнички, ногарки, рамки и многу повеќе. Од тука потребно е да ги селектираме предните и задните потпори, а нив може да ги најдеме во фолдерот Common Brace, кој се наоѓа во Plate, па System Plate и на крај Common Brace фолдерот. Го наоѓам посакуваниот елемент и два пати кликнувам на него за софтверот да го имплементира во селектираниот празен простор, со што се отвара и прозорче Add Component, каде што можеме да ги измениме параметрите по потреба и порамнувањата. Сите елементи во датабазата се параметрични, а тоа значи дека без разлика кои се претходно зададените димензии на празниот простор, софтверот автоматски ќе ги промени димензиите на елементот за да се совпадне во оној сегмент каде што сакаме да го прикачиме. Во нашиот дизајн ќе додадам предни и задни скртбордс или потпори, за кои претходно треба да ги подесам параметрите и со кликнување на ОК копчето софтверот ќе ги додаде во дизајнот. Прво ќе започнам со додавање на задната потпора, именувана Back Brace, каде што ќе ги подесам порамнувањата во секцијата Align Front and Rear. Потребно е да изберам опцијата Back за софтверот да го прикачи елементот во задниот дел од селектираната празна рамка. Со кликнување на ОК копчето елементот е успешно изгенериран во коректна ориентација и позиција. Следно ни преостанува да ја прекачиме и предната потпора, а тоа ќе го изведеме исто како и со задната, но со неколку мали промени. Ќе го селектирам елементот Front Brace и ќе кликнам два пати на него. И тука во регионот Align Front and Rear потребно е да изберам опцијата Front, за софтверот да го подреди елементот во предниот сегмент на шкафчето. Кликнувам на ОК копчето и софтверот го генерира елементот точно каде што треба да биде. Следно можеме да започнеме со исполнување на внатрешноста на дизајнот со елементи. Го селектираме празниот простор и од сегментот со плочи во горниот десен регион кликнуваме на V-Plate, со што софтверот ни генерира една вертикална плоча која го дели селектираниот празен простор на два еднакви сегмента. Доколку сакаме да ја промениме позицијата на ново додадената вертикална плоча, потребно е да ја селектираме истата и софтверот ни дава опции за поместување на лево, на десно или нагоре и надоле. Кога елементот е селектиран, ја менува бојата во светло сина и софтверот му додава и коти со точни димензии и дистанца од соседните елементи. Овие вредности се променливи и за да ги модифицираме потребно е да избереме Front View за подобар преглед на димензиите и да кликнеме на самите димензии, со што ни се појавува мало прозорче над линијата каде што ја внесуваме посакуваната димензија и кликнуваме на Enter за да ја ажурираме промената. Со тоа, вертикалната плоча се поместува за зададената дистанца. И исто така, се додека е селектирана плочата, софтверот ни означува во кои насоки можеме да извршиме поместување со зелените стрелки. Насоките се предодредени во зависност од позицијата во која е прикачен елементот. Сега имаме дефинирано два сегмента или два празни простори со различни димензии и можеме да почнеме со исполнување на внатрешноста со различни елементи. Го селектирам празниот простор од левата страна и во него ќе додадам неколку хоризонтални плочи, кои се генерираат со копчето H-Plate, лоцирано во горниот десен сегмент на интерфејсот. Како и претходно, кога ја прикачивме вертикалната плоча, софтверот ни го поделува празниот простор на два еднакви дела и ја поставува плочата на средина на селектираниот празен простор. По поделбата, софтверот го реселектира долниот ново генериран празен простор и доколку повторно кликнам на H-Plate, долниот регион ќе биде поделен на два идентични дела со полица помеѓу нив. Јас токму тоа ќе го направам, но во горниот регион ќе го селектирам и ќе кликнам на H-Plate, а во долниот сегмент би сакал да имплементирам некои претходно припремени елементи од датабазата. Например, можеме да имплементираме фиоки. Потребно е, како и претходно, да го селектирам празниот простор каде што сакам да ги вметнам елементите од датабазата и да го лоцирам фолдерот Drawer
кој што ги содржи фиоките, а тој може да се најде во кабинет, па после во систем модул и во фолдерот drawer. Тука имаме избор помеѓу неколку различни типови на фиоки. Во нашиот случај јас ќе изберам drawer A или тип A. Кликнувам два пати на неа и софтверот ни отвара ново прозорче именувано Drawers Add, каде што имаме повеќе опции поставување за фиоката. Во првата секција, именувана Drawer, имаме различни подесувања како што се Drawer Parameters, каде што се наоѓаат димензиите на фиоката и локацијата на жлебови и дупки на елементот. Овие димензии се параметрични и се променуваат автоматски во зависност од позицијата во која го имплементираме самиот елемент. Опцијата Drawer Type ни нуди различни избори помеѓу за лицето на фиоката. Ако, например, избереме Outer Cover, предницата на фиоката ќе излегува надвор од линијата на шкафчето, а со опцијата Embedded ги порамнуваме фиоките со лицето на шкафчето. Во опцијата подолу Drawer Number го внесуваме бројот на фиоки кои сакаме да биде изгенериран во празниот простор. Во нашиот случај јас ќе изберам 5 фиоки, а во сегментот под него Drawer Distance можеме да ја зададеме дистанцата за која сакаме фиоките да се оддалечени една од друга. Во прозорчето подоле именувано Panel Type избираме помеѓу пластични или друг тип на елементи. И веднаш подоле ги имаме опциите Auto Height и Auto Depth и преку нив можеме да предодредиме дали софтверот автоматски ќе ги модифицира димензиите на фиоките за комплетно да се вклопат во дизајнот. Доколку ја штиклираме опцијата Auto Height, софтверот ќе ја модифицира висината на фиоките во зависност од одбраниот број на фиоки и просторот во кој што се имплементирани, со цел комплетно да го исполнат сегментот. А со опцијата Auto Depth, софтверот ги продолжува, ги издолжува фиоките во должина за комплетно да се совпаднат со нацртот и со неговата длабина. Имаме уште неколку важни опции кои треба да се подесат, а тоа се порамнувањата на фиоките, пропратни елементи за нив и дебелината и типот на кантраката. Во сегментот Align можеме да предодредиме како ќе биде изведено порамнувањето на елементите или фиоките во нашиот случај, од горе надоле или обратно. Во сегментот Sideway потребно е да избереме дали фиоките ќе имаат шини и дали софтверот да изгенерира жлебови за нив, а во сегментот Handle имаме опција за рачки и доколку се имплементирани и опција за софтверот да додаде и дупки за нив со опцијата Handle Hole. Во нашиот случај нема да искористиме опцијата Handle и јас ќе отштиклирам заради тоа што во мојот дизајн планирам да искористам скриени рачки. Продолжуваме со подесувањето на останатите вредности со тоа што од горниот регион на прозорчето Drawer Add кликнуваме на Slideway барот, кој ги содржи сите параметри за шините на фиоките. Во првиот сегмент Slideway Length ги имаме димензиите на шините за кои софтверот автоматски ќе ги промени вредностите во зависност од просторот кај што се имплементираат. Веднаш до секцијата со димензии имаме опции да избереме бренд на шини, доколку претходно го имаме додадено во датабазата. И типот на шина, дали е составена од две лизгачки елементи или повеќе, или е сосем друг тип на шина. Во Base Information имаме основни податоци за шините, како што се должина, ширина и дебелина, кои нели автоматски се променуваат. И до нив имаме и ознаки кои се дел од графичкиот приказ во левиот сегмент на прозорчето. Под нив, во секцијата Location Hole, се прикажани сите подесувања за дупките за монтирање на шините, како например нивниот диаметар, позиција на дупките, длабочина и останато. Следната секција е Handle и во нејзи имаме опции за рачки на фиоките. Во првото прозорче може да избереме бренд на рачки, исто како и претходно, кога во претходното прозорче избиравме бренд на шини. Под него имаме опции за типот на рачка, каде што имаме избор помеѓу единечна рачка, рачка со две дупки или рачка од сокриен тип. Потоа можеме да ги дефинираме и дупките за рачките, позицијата на рачките, нејзините димензии и многу повеќе. Се ова го има во долниот сегмент на секцијата Handle. Следната секција е Lock или секција за брава
И доколку го штиклираме правоаголничето лок, софтверот ќе имплементира и брава во нашиот дизајн. А сите податоци за типот на брава, ориентација и позиција ги подесуваме во долниот сегмент. Како и претходно, имаме графичка репрезентација за сите елементи на бравата и коти со димензии за нив. Јас нема да имплементирам брава во нашиот дизајн, така да ќе го оставам квадратчето лок отштиклирано. Последната секција од прозорчето Drawer Add е именувана Copper Bar и во оваа секција можеме да избереме тип на декоративен елемент. Во нашиот случај е бакарна лента, која што е прилепена на лицето на фиоката. Јас нема да искористам ниту оваа опција за нашиот дизајн, така да нема да селектирам ниту еден елемент, туку ќе се вратам во секцијата Drawer и ќе кликнам на ОК копчето. Со тоа, софтверот ги генерира сите фиоки според параметрите кои ги зададовме. Следно можеме да го исполниме соседниот сегмент на кабинетот со елементи. Прво би сакал да додадам шипка за облека, а тоа можам да го изведам на два начина. Прво ќе алоцирам шипката во датабазата со готови елементи. Таа може да се најде во папката Cabinet Parts, која се наоѓа прво во Cabinet, па во System Module, па во фолдерот Cabinet Parts. И откако ќе ја најдеме, кликнуваме на Cabinet Tube. Или, вториот начин, можеме да избереме истата опција од горниот десен регион на интерфејсот, каде што е именувана Clothes Rod. Со тоа не пречекува ново прозорче Clothes Rod Add, каде што избираме тип на шипка, порамнување, димензии, кои исто така како и за секој друг елемент автоматски се менуваат, нели? Кликнуваме на копчето ОК и софтверот веќе има изгенерирано внатре во елементот. За подобра прегледност ќе искористам опцијата Front View и ќе ротираме, со што добиваме чист поглед кон елементот. Го ресетирам аголот за преглед со првата опција од View прозорчето и следно ќе додадам и нов тип на елемент во селектираниот простор. Ќе влезам во Cabinet, па во System Module, па во Cabinet Parts и на крај во F-Shape Part фолдерот и од тука избирам еден од елементите. Ќе го променам аголот за прегледност од предна или од челна страна и ќе го изберам елементот А. Како и претходно, со два пати кликнување два пати на елементот не пречекува ново прозорче Add Component, каде што ги имаме димензиите и порамнувањата за елементот. Освен порамнувањата не менуваме ништо и оставаме софтверот сам да ги изгенерира адекватните димензии. Од сегментот Extension потребно е да ја отштиклираме коцката TB или Top and Bottom и со тоа му кажуваме на софтверот дека треба да го прилепи елементот на лева и на десна страна и напред и назад, но не по целата висина. Кликнуваме на ОК копчето и софтверот го генерира елементот во зададената позиција според зададените параметри. Доколку сакаме, например, да ја промениме позицијата на плочите од ново додадениот елемент, потребно е да ја селектираме истата плоча и софтверот ни прикажува коти и насоки во кои може да се менува и да се поместува селектираната плоча. Ако пробам да ја поместам, например, плочата нагоре, со тоа што ќе ја променам горната дистанца од 50 мм во 0, софтверот ќе не предупреди дека тој чекор не може да биде изведен заради тоа што празниот простор над плочата која сакаме да ја поместиме е фиксиран. За софтверот да може да ја направи промената, потребно е да одселектирам еден од параметрите на празниот простор. А тоа го изведувам со тоа што ќе го селектирам самиот празен простор и во долниот централен регион на интерфејсот ја барам коцката Fixed во сегментот Space Size. Откако ќе ја отштиклирам оваа опција, му дозволувам на софтверот да го модифицира празниот простор кој повеќе не е фиксиран и тоа ќе ни овозможи да ја поместиме плочата нагоре. Повторно ќе ја селектирам плочата и ја променувам горната вредност во 0. И со тоа софтверот ја поместува плочата нагоре. Следно можам да додадам и елементи во празниот простор под плочата и ќе искористам опцијата H-Plate или хоризонтална плоча за да додадам нови сегменти. Овој сегмент од дизајнот е веќе завршен и можам да продолжам со тоа што ќе прикачам нова празна рамка на десната страна на кабинетот. А тоа можам да го изведам со тоа што ќе ја селектирам плочата на страната на која би сакал да го прикачам празниот простор.
и кликнувам на копчето Blank Frame. Со тоа не пречекува ново прозорче Add Component, каде што во Parameter Information во сегментот за ширина или width внесувам 900 мм, во сегментот за длабочина или depth внесувам исто 900 мм, а висината или height ќе ја оставам непроменета. Со кликнување на ОК копчето, софтверот ни генерира нова празна рамка која треба да исполниме со елементи. Почнуваме со тоа што ја додаваме левата и десната плоча, па преминуваме на горната плоча и додаваме и долна плоча. Претходно ја искористивме опцијата Split Space, со која што го поделивме празниот простор во долниот регион за да имплементираме потпори, но овој пат тоа ќе го изведеме мануелно, со поместување на самата долна плоча, каде што софтверот автоматски ќе ја изврши поделбата откако ќе ја релоцираме плочата нагоре. Продолжуваме со тоа што кликнуваме на B-Plate и софтверот ја генерира долната плоча. Ќе го променам прегледот во Front View за полесен преглед и манипулација и ја селектирам ново додадената долна плоча со што софтверот ќе ни ги исцрта котите со дистанци преку кои ја извршуваме промената. Кликнувам на впишаната вредност од 2064 мм и од неа одземам 80 мм. Со што добиваме 1984 мм, ако ми е точна математиката. Софтверот автоматски ќе ја помести плочата нагоре и добиваме нов празен простор под неа со висина од 80 мм од дното на дизајнот до долната плоча. Пред да ги прикачиме и подпорните елементи, се враќаме назад во првобитниот view и ја селектираме горната празна рамка и почнуваме со додавање на елементите. Прво ќе прикачам тенка задна плоча со копчето Thin B-Plate во задниот сегмент на кабинетот. Ќе го селектирам повторно истиот празен простор и ќе ја изберам опцијата Add Custom Plate, со што ќе не пречека ново прозорче каде што имаме повеќе опции за додавање на прилагодливи хоризонтални, вертикални, предни, задни и покривни плочи. Во нашиот случај потребно е да додадеме предна плоча и затоа ќе го селектирам сегментот Front Plate, каде што потребно е да се осигураме дека имаме селектирано опцијата Embedded Plate за плочата да биде вградена и порамнета со останатите елементи и страници на кабинетот, исто како кога додававме фиоки. Кликнуваме на копчето ОК и софтверот ја прикачува плочата на предната страна на кабинетот. За да додадеме елементи во внатрешноста на кабинетот, потребно е да ја селектираме ново додадената предна плоча, која што само што ја прикачивме, и да кликнеме на копчето Hide, со што софтверот ја прави транспарентна и ни овозможува да селектираме елементи преку неа. Откако ќе го направиме тоа, ја селектираме празната рамка и повторно ја избираме опцијата Custom Plate, но овој пат ќе додадам хоризонтални плочи. Во секцијата Horizontal Plate ги проверувам сите опции и избирам број на плочи што сакам да бидат изгенерирани во просторот. Кликнувам на ОК копчето и софтверот ни ги генерира 5 вертикални плочи. Сега можам да го кликнам и копчето Show All, за да ја претворам предната плоча од транспарентна назад во нормална. Следен чекор е да го селектирам долниот празен простор и како и претходно да ги прикачам подпорните елементи кои што беа лоцирани во Plate, па во System Plate и во фолдерот Command Brace и да кликнам два пати на Back и на Front Brace за да ги имплементирам во дизајнот. Пред да ги прикачиме, правиме проверка за alignment или порамнувањата на елементот и кликнуваме на ОК копчето. Со тоа софтверот ги генерира елементите. Следно, би сакал да направам засек низ кабинетот и за да го изведам тоа потребно е прво да ја селектирам страницата која што ќе биде почетна точка за засекот или референтна точка за засекот и да кликнам на опцијата Chamfer во горниот централен регион на интерфејсот. Со кликнување на Chamfer копчето не пречекува ново прозорче именувано Corner Cut, каде што имаме различни опции подесување. Можеме да избереме засек лево и десно, од горе надоле, од напред према назад, засек во средишниот регион, како и засек под агол, и сите овие типови на засеци имаат собствени секции и секоја секција има дополнителни опции за како да биде изведен секот. Јас ќе го искористам засекот лево кон десно
и од дополнителните опции ќе изберам третата селекција и со притискање на ОК копчето софтверот го генерира засекот според зададените параметри. Можеме да приметиме дека во долниот регион, каде што се подпорните елементи, има дупка заради чамфер засекот. И тука потребно е да ги имплементираме соодветните подпори кои може да ги најдеме во датабазата со готови елементи. Ќе го селектирам просторот во најдолниот регион и ќе го отворам фолдерот Skirtboard, кој е лоциран во Cabinet, па во System Module фолдерот, па Skirtboard фолдер. Во него можеме да ги најдеме адекватните подпорни елементи, во нашиот случај ќе го селектирам елементот Skirtboard H. Со двоен клик на елементот, софтверот ни отвара ново прозорче Add Component, каде што потребно е да ги подесиме димензиите, ориентацијата и порамнувањата на ново додадениот елемент. Ке се осигурам дека хоризонталното порамнување е на лева страна, вертикалното е на дното и во задниот сегмент на дизајнот. Притискаме на ОК копчето и софтверот го додава подпорниот елемент, но можеме да приметиме дека неговите димензии не се совпаѓаат со дизајнот и потребно е да ги промениме. Ги селектираме двете парчиња од подпорниот елемент индивидуално и во Property барот во најдолниот сегмент го селектираме прозорчето Module Parameters, каде што потребно е да ги промениме димензиите во колоната Value. За десното парче ќе ја променам ширината или Cutting Width, па ќе го селектирам и предното парче, за кое ќе ги променам вредностите во Cutting Depth или длабина. Може да приметиме дека подпорниот елемент не е идеално прилепен со останатите сегменти, заради тоа што кога ги поместував подпорите не ја земав во предвид и дебелината на самиот материјал. Ова ќе го коригирам со тоа што од вредноста во полето за ширина дополнително ќе одземам уште 18 мм. Со ова успешно ги позициониравме подпорните елементи и можеме да продолжиме со останатиот дел од дизајнот. Следно, би сакал да ја променам насоката во која ќе продолжат сегментите на кабинетот, а и за да го изведам тоа, како и претходно, треба да ја селектирам страната до која сакам да прилепам нова празна рамка. Кликнувам на опцијата Empty Frame и во ново отвореното прозорче Add Component ги внесувам димензиите за празната рамка. Овој пат ќе бидат 600 мм ширина, 1200 мм длабина и 2100 мм висина. Исто така потребно е и да подесам хоризонталното порамнување на десната страна за празната рамка да биде идеално порамнета со остатокот од дизајнот. Кликнувам на копчето ОК и рамката е успешно додадена. Следно, потребно е новата празна рамка да исполниме со елементи. Важна информација за Hikson Speed Design е кога ги додаваме плочите, софтверот ја зема во предвид и ориентацијата на камерата и според неа ги ориентира и ротира плочите. Например, ја селектирам рамката и кликнувам на R-Plate или десна плоча и софтверот генерира плоча во задниот дел на сегментот. Ние знаеме дека таа е задна секција на дизајнот, но софтверот не го препознава тоа и ги генерира елементите во споредба со моменталната ориентација на камерата. За да го коригираме ова, ќе го ориентираме погледот на камерата од левата страна надесно. И сега може да приметиме дека кога ќе кликнеме на R-Plate или десна плоча, софтверот ја прикачува на десната страна, баш каде што треба. Сега можеме да продолжиме со додавање на останатите елементи. Кликнувам на L-Plate, на T-Plate, како и на Bottom Plate. И ќе коригираме висински позицијата на истата долна плоча, како и претходно, за да може да додадеме подпорни елементи. Ја селектирам долната плоча и од вредноста за висината одзимам 80 мм, со што добиваме 1984 мм. Го селектираме просторот и додаваме и тенка задна плоча, а во долниот сегмент потребно е да ги прикачиме подпорите. Ги наоѓам во датабазата со елементи во Common Brace фолдерот и ги додавам во дизајнот. При што внимавам на ориентацијата. Го додадов задниот дел и ми преостанува уште и предниот, за кој порамнувањето ќе го подесам со опцијата Front. Продолжувам со додавање на вратнички во ново генерираниот сегмент од кабинетот. Потребно е да ја селектирам празната рамка и да одам во Cabinet,
па во System Module, па во Doorplate и во фолдерот Swing Door, каде што имаме избор од претходно изработени дизајни на вратнички. Јас ќе изберам опцијата со 2 вратнички или Two Doors и кликнувам 2 пати на нив. Не пречекува прозорче Doorplate Add, каде што треба да ги подесиме параметрите во 7 подсекции. Првата секција именувана Doorplate ги содржи основните податоци за елементот. Во втората секција Hinge или шарки имаме параметри за типот на шарки и сите димензии за дупките во кои што ќе се монтираат. Следната подсекција Handle нуди опции за рачки кои претходно ги видовме во Handle секцијата за фиоки. Имаме графички приказ и димензии на рачката, како и нејзина позиција и ориентација, размак помеѓу дупките за монтирање и типот на рачка. Следно имаме и рамки за вратничките. Имаме и опција за додавање на брава, која што доколку решиме да ја имплементираме, потребно е да го штиклираме квадратчето Lock и да ги подесиме останатите параметри. Последно имаме и опција за декоративна лента, каде што ќе го изберам истиот патерн и за левата и за десната страна. Овој тип е декоративна бакарна лента. На крај се враќам во првата подсекција и ја избирам опцијата Embedded, со што софтверот ќе ги вгради вратничките во линија со останатите елементи на кабинетот. Кликнувам на ОК копчето и софтверот ги прикачува вратничките во дизајнот. Следен чекор е да ги селектираме ново додадените вратнички и да ги направиме транспарентни, за да може да го селектираме празниот простор позади нив и да додадеме други елементи. Сето ова го изведуваме со опцијата Hide во горниот централен регион на интерфејсот и сега кога веќе имаме пристап до внатрешноста, може да продолжиме со додавање на елементи. Кликнувам на V-Plate копчето и додавам една вертикална плоча која го дели просторот на два еднакви дела. Па го селектирам левиот дел и додавам во него 5 хоризонтални плочи со опцијата Add Custom Plate. За крај го селектирам и левиот дел и додавам шипка за закачалки или clothes rod. Го завршувам дизајнот со тоа што ќе деактивирам транспарентноста на вратничките со опцијата Show All веднаш до копчето Hide во горниот централен регион на интерфејсот. Следно, откако ќе се осигураме дека сите елементи се додадени како што треба и сме задоволни со нашиот дизајн, можеме да продолжиме со една финална проверка на истиот. Ја селектирам опцијата Slot and Hole од горниот централен регион на интерфејсот и кликнувам на копчето Hole Preview, со што софтверот го прави целиот нацрт транспарентен, освен дупките и спојните елементи. Потоа кликнуваме со десниот клик на маусот во празен простор до кабинетите и од менито одиме на опцијата Check. Па избираме Hardware и потоа и Plate Check. Опцијата Hardware Check автоматски го прегледува целиот дизајн и утврдува дали некаде имаме конфликт помеѓу шарки, ексцентар, типли или спојни елементи, а опцијата Plate Check ги проверува сите плочи дали некаде се преклопуваат една со друга или се во било каков конфликт помеѓу себе. Кликнуваме прво на Hardware Check и софтверот не известува дека има повеќе неусогласности во дизајнот и сите нив ги представува во табела, од која што потребно е да кликнеме на копчето Automatically Modify All и софтверот ќе ги имплементира решенијата предложени во колоната Modify Recommendation. Пожелно е, откако ќе го имплементираме решенијата, да направиме уште една проверка со Hardware Check, каде што доколку се е во ред, софтверот ќе ни покаже известување Hardware is normal. Истата процедура ја изведуваме и за сите плочи во дизајнот со Plate Check опцијата, каде што софтверот не известува со прозорче Plate is normal доколку се е во ред со елементите. Кога ќе завршиме со проверките, потребно е да се вратиме назад во класичниот сетап со кликнување на опцијата Solid Preview Mode од Slot and Hole. Доколку сакаме софтверот да ни ги прикаже сите елементи што досега ги имплементиравме, можеме да избереме опцијата Explode Preview од Slot and Hole функцијата. За да се вратиме назад од овој преглед, повторно треба да кликнеме на опцијата Explode Preview.
Следно што ни преостанува е да го сочуваме и експортираме нашиот дизајн за понатамошна подготовка во Hiksun Speed Production. Кликнуваме на копчето Designed, најлево во горниот сегмент на интерфејсот и софтверот не прашува дали сме готови со дизајнирањето и дали е потребно да го сочува моменталниот нацрт. Кликнуваме на копчето ОК и не пречекува ново прозорче каде што потребно е да го внесеме името и бројот на нарачката или дизајнот. Следно кликнуваме во празниот простор околу нашиот нацрт и со десен клик и од менито ја избираме опцијата Edge Bending Solution. Оваа опција автоматски го модифицира дизајнот со цел да компензира за сите плочи каде што има кант трака и кантирање. Последно нешто што ни преостанува е да кликнеме на Production Info табот во горниот сегмент на прозорчето и да ја избереме опцијата Report Form. Со оваа опција ги експортираме сите податоци од дизајнот за понатамошна обработка. Потребно е да кликнеме на Export All и да избереме каде софтверот да ги сочува фајловите. Јас ќе креирам нов фолдер и ќе го селектирам и со кликнување на копчето ОК завршуваме комплетно со работата во Hiksun Speed Design, софтверот не известува дека експортирањето е завршено и сега можеме од 5 ново генерирани фајлови да импортираме во Hiksun Speed Production и да го продолжиме процесот. Следен чекор е да го стартуваме програмот Hiksun Speed Production, кој е наменет за брза и ефикасна оптимизација на сите елементи од нацртот. Потребно е да се осигураме дека USB токенот е поврзан со компјутерот пред да го стартуваме програмот и може од кога ќе го поврземе два пати да кликнеме на Hiksun Speed Production. Со тоа го стартуваме софтверот и не пречекува неговата главна работна површина. Главната функција на овој софтвер е автоматски да ја пресмета најсоодветната ориентација и позиција за секој елемент и да ги припреми плочите за обработка, со цел за максимално искористување на материјалот и минимизирање на отпадот. Во претходниот чекор, при експортирањето на проектот од Hiksun Speed Design, се генериравме папка која што содржи вкупно 5 фајлови и тоа се 3 Excel фајла во кои имаме комплетна документација со детални информации за сите елементи во проектот, именувани според бројот на нарачката. Има една BMP слика, која е само визуелен приказ или рендер од дизајнот и исто така е именувана според бројот на нарачката и една XML датотека, која што е главната датотека и ги содржи сите податоци за самиот проект или дизајн. И е именувана според името што го внесовме непосредно пред експортирањето, пред да кликнеме на експорт копчето кога ни побара да внесеме име. Прв чекор е да избереме суров материјал од датабазата со материјали. Откако ќе го стартуваме софтверот, не пречекува неговата главна работна површина и во левиот дел од интерфејсот се наоѓа секцијата Raw Material Specification. Во оваа секција ќе ги додадеме плочите за обработка кои се потребни за нашиот дизајн. Нив може да ги најдеме во датабазата со материјали за која ќе направам и проверка и ќе се осигурам дека сите типови на плочи потребни за изработката на мојот дизајн се веќе додадени и сите параметри им се подесени. Од горното мени кликнувам на опцијата Material и од подменито избирам Raw Material Manage, со што ни се отвара ново прозорче каде што имаме две секции: Raw Material Manage и Stock Management. За да додадеме нова плоча, од горната секција го селектираме типот на материјал за кој ќе додаваме нови плочи и во долната секција Stock Management кликнуваме на копчето New, со што не пречекува ново прозорче именувано Add New Parts, каде што потребно е да ги внесеме сите податоци за типот на материјал кој го додаваме во листата. На крај притискам на копчето Enter и софтверот не известува дека материјалот е успешно додаден. За да го избереме материјалот што ќе се користи за обработката, потребно е со десното копче на маусот да кликнеме во празниот простор на оваа секција и од менито со опции што ќе се отвори да избереме командата Choose Raw Material. Со ова ќе се отвори нов прозорец со истото име, во кој се прикажани сите материјали кои што претходно ги имаме внесено во базата со податоци. Во табелата
долу ни се покажани selection checkboxот, тоа е доколку ова поле е штиклирано, избраниот материјал ќе биде вклучен во процесот на оптимизацијата. Имаме material name и type, кое што е името или типот на материјал, length е должина на плочата, width е ширина на плочата, thickness е дебелина на материјалот, inventory е бројот на сите достапни плочи кои што ги имаме во магазин, и color е името на бојата или типот на декор на материјалот. Како што напоменав и претходно, потребно е сите имиња, димензии и називи на бои да бидат внесени прецизно и без грешки, за да се избегнат конфликти при оптимизацијата и генерирањето на G-код. Особено важно е сите називи во Hikson Speed Production да бидат комплетно идентични со оние во базата на податоци на Hikson Speed Design, вклучувајќи големи и мали букви, празни места и специјални знаци и символи. По изборот на материјалот, можеме да продолжиме со импортирање или внесување на файл. За да го изведеме ова, преминуваме во соседната секција именувана Board Size, каде што повторно кликнуваме со десното копче во празниот простор и од менито ја избираме опцијата Import Product Information. Кога ги експортиравме податоците од Hikson Speed Design со командата Export All од Report Format, софтверот ни изгенерира повеќе датотеки и од нив потребно е да избереме XML датотеката која го носи името на проектот. Во нашиот пример тоа е датотеката со име Radek 1. Кога ќе се отвори прозорецот за избор на датотеката, софтверот автоматски ќе ги прикаже само XML фајловите, додека Excel документите нема да бидат видливи. Ќе го селектирам фајлот Radek 1 XML и ќе притиснам на импорт копчето. Со прикачување на XML датотеката, софтверот автоматски ќе ги исполни табелите со информации, параметри и димензии и следен чекор е оптимизацијата на распоредот на елементите. Тоа ќе го изведеме со кликнување на копчето Calculation. Софтверот ќе започне со пресметка и автоматски ќе го генерира најоптималниот распоред на елементите на плочите за обработка. По завршувањето на оптимизацијата, програмот автоматски ќе не префрли во секцијата Optimization. Во оваа секција добиваме детален визуелен приказ за ориентацијата на елементите, нивната позиција, позицијата и ориентацијата на плочите и искористеноста на материјалот. Тука исто така потребно ќе биде да ги избереме соодветните алати или ножеви, да го прилагодиме редоследот на обработка и да го генерираме финалниот G-код. Доколку сакаме, можеме и рачно да ја измениме позицијата на некој од елементите со користење на опциите Move Board, која што ја го проместува елементот на друга позиција на истата плоча, или To Which Page, кој што го преместува елементот во друга работна плоча. Со десен клик на било кој елемент се отвара дополнителното мени со повеќе опции за поместување, ротација и реорганизација на распоредот. Ако сакаме да го измениме редоследот по кој што машината ќе ги обработува елементите, постапката е да избереме опцијата Check Work Order и на секој елемент ќе бидат прикажани бројки што го означуваат тековниот редослед за обработката. Ја избираме опцијата Set Work Order и рачно ги кликнуваме елементите по редоследот по кој што сакаме да бидат обработени. Новиот редослед ќе биде дефиниран според редоследот на кликнување. Откако ќе завршиме, кликнуваме со десното копче и ја избираме опцијата Setting Finished. Следно, потребно е да додадеме или да ги уредиме параметрите на сите алати и ножеви со кои што ќе изведеме операцијата. За да додадеме нови ножеви или алати, од горното мени, од прозорчето Settings, ја избираме опцијата Tool Manage. Со ова се отвара ново прозорче Tool Management, во кое што можеме да ги модифицираме сите алати или ножеви во базата на податоци. Командите кои што ни се пристапни се командата Add, со која што додаваме нов нож, Edit, со која што ги променуваме параметрите на селектираниот нож, или Delete, за да го избришеме селектираниот нож. Во секцијата Speed се задава брзина со која што машината ќе го обработува материјалот, односно брзината на сечење или кроење.
Откако ќе ги завршиме сите постапки и ќе ги избереме соодветните алати, потребно е да го изгенерираме G-код фајлот. G-кодот е инструкцијски код кој задава на машината насоки на движење, брзина на работа, промена на алат и сите останати операции кои што се неопходни за обработката. Генерирањето се изведува со кликнување на копчето Generate G-code. Откако ќе кликнеме на копчето Generate G-code, не пречекува ново прозорче именувано CNC Control, каде што потребно е да ги внесеме параметрите за обработка. Тука имаме опции за ножевите, за редоследот, брзината и длабината на кроење и многу повеќе. Во првото прозорче, именувано Tool, во сегментот Set Working Tool Speed, ги внесуваме вредностите за брзината на кроење, жлебање и отварање дупки. А во соседниот сегмент ја имаме финалната длабочина и вредноста за Save Z. Во третото подмени со име Model може да ги најдеме параметрите за ножевите во магазинот. Во овој сегмент внесуваме информации за сите ножеви и му предодредуваме на софтверот со кој нож каква операција треба да изведе. Во сегментот Set Step и Диаметар имаме колони со бројот на нож и нивниот диаметар. Може да приметиме дека пред бројот на алатот има и опис за типот на операција, како например првиот дел е Cutting, каде што го внесуваме бројот на ножот за кроење. Во мојот случај ќе го изберам првиот нож од магазинот или T1, кој е end mill тип на нож, троперка со рамен врв и има диаметар 8 мм. Веднаш под него е T2 или вториот нож, кој што е задолжен за слот опцијата, во кој ќе внесам end mill нож со диаметар од 6 мм и ќе го користам за фрезирање. Во секциите под нив или Hole, Hole 1 и Hole 2 го внесуваме редоследот на ножеви за отварање на дупки и исто така и нивните диаметри. Потребно е да ги потврдиме сите поставки и после тоа софтверот ќе ја изврши операцијата и ќе се појави прозорец System Hints кој што ни известува дека G-кодот датотеката е успешно генерирана. Готовиот G-код файл потребно е да го ископираме на USB стик и потоа да го внесеме во контролерот на CNC машината, каде што ќе го поставиме работното парче, ќе го внесеме фајлот во контролерот, ќе ги зададеме сите почетни точки и можеме да продолжиме со процесот на обработка. Ова е последниот чекор во подготовката на нашиот нацрт. Комплетно го дизајниравме моделот во Hiksun Speed Design и ги подесивме сите параметри за обработка во Hiksun Speed Production. Се што ни преостанува е да го изработиме дизајнот на машината. Се надевам дека ова видео ви беше корисно и дека ви помогна при употребата на овој софтвер. Се гледаме во некое наредно видео. Чао!